Си било еднаш едно сиромашно момче. Било многу умно, вредно и многу убаво. Кога сакало да се одмори, шетало на една ливада полна со шарени и миризливи цвеќиња. Еден ден, токму на ливадата, ја сретнало принцезата. Веднаш се влюбило во нејзините очи и коса, но најмногу во нејзиниот милозлив глас. И принцезата го засакала момчето. Често заедно уживале во прошетките. Еден сончев ден, принцезата го поканила момчето во кралскиот дворец. Момчето собрало храброст и ја побарало принцезата за жена. Ама кралот мислел дека момчето не е достојно да влезе во кралското семејство и затоа решил да му даде многу тешка задача. Слушај, момче, Рекол тој. ќе ти ја дадам керка ми за жена, ако ми донесеш 3 златни влакна од главата на ѓаволот. Заљубеното момче се согласило и уште веднаш тргнало на пат. Тргнало да го најде пеколот. Таму живеел ѓаволот. Одело. Стигнало во еден голем град. Кога минувало низ градската капија, го запрел еден стражар и го прашал: да не знаеш зошто пресуши нашата чешма на плоштадот, а до вчера од неа течеше вино? Момчето рекло: знам зошто, ама ќе ви кажам кога ќе се вратам. Епа, ајде да видиме што смислило момчево. Момчето го продолжило патувањето. По неколку дена, во еден друг град, пак сретнало стражар, кој барал одговор на уште почудно прашање. Зошто јаболкницата што раѓала златни јаболка сега нема ниту лисја? Момчето рекло: знам зошто, ама ќе ви кажам кога ќе се вратам. По неколку дена патување, момчето стигнало до големата река, што требало да ја помине за да стигне до ѓаволот. Како ја поминала реката? Со пливање? Не. Еден чамец превезувал патници до пеколот. Момчето влегло во тој помалку чуден чамец. Човекот кој го возел чамецот го прашал момчето: кажи ми, зошто морам постојано да возам наваму, натаму и никогаш да немам одмор? Зошто никако не можам да го напуштам чамецот? Момчето мудро одговорило: знам зошто, ама ќе ти кажам кога ќе се вратам. Момчето ја преминало реката и влегло во пеколот. Ѓаволот не бил дома, а неговата мајка зачудено прашала: Што ораш ти тука, момче? Што мака те тера да дојдеш во пеколот? кралот ќе ми ја даде принцезата за жена само ако му однесам 3 златни влакна од главата на ѓаволот, решително одговорило момчето. Мајката на ѓаволот со насмевка го изслушала момчето, се сожалила и решила да му помогне. За да го спаси од ѓаволот, го претворила во мравка. Во мравка? Многу чудно. Да, како и многу други работи во оваа приказна. Момчето ја прашало мајката на ѓаволот дали ги знае одговорите на 3 прашања што му ги поставиле стражарите и човекот кој го возел во чамецот. Таа му рекла:
Тоа се тешки прашања. Ке го прашам ѓаволот, а ти слушај што ке ми одговори. Но биди тивок и мирен, зашто ако те забележи ѓаволот, лошо ти се пишува. Вечерта, ѓаволот си дошол дома и луто извикал: "Овде нешто не е во ред. Мириса на човек." Мајката успеала да го убеди дека му се причинува. Ѓаволот вечерал и заспал, а мајката веднаш му искубала едно влакно од главата. Ѓаволот се разбудил, срипал и зачудено ја прашал зошто го направила тоа. Мајката подготвено му рекла: "Сонував една чешма што пресушила, а доскоро од неа течело вино. Зошто?" Ѓаволот, малку сонлив, и одговорил: "Има жаба под еден камен во чешмата, затоа таму не тече вода. Треба да ја извадат жабата." Ѓаволот повторно заспал. Мајка му искубала уште едно влакно и кога се разбудил го прашала за јаболкницата што веќе не раѓа златни јаболка. "Еден глушец го јаде коренот," и одговорил ѓаволот. Изморен од правење зло по луѓето, ѓаволот пак заспал, а мајка му пак му откорнала влакно. "Што ти е пред тебе, мајко?" рипнал ѓаволот. "А бре, синко, сонував еден човек кој никако не може да излезе од чамецот со кој превезува патници до нашиот дом. Како да се спаси од бесконечното веслање?" прашала мајката. "Само ако успее веслото да му го даде на некој од патниците. Така ќе се спаси од магепсаниот чамец," одговорил ѓаволот и конечно потонал во длабок сон. Мајката на ѓаволот ја претворило мравката во момчето, му ги дала 3 влакна и го испратила со зборовите: "Оди да си ја земеш принцезата за жена и бидете среќни 100 години." Момчето ги слушнало и запомнило 3 одговори, ги земало 3 златни влакна и тргнало на пат. Добро е. И момчето им ги кажало одговорите на сплаварот и на двајцата стражари. Како награда добило 2 магариња натоварени со злато. Се вратило во дворецот и му ги дало на кралот 3 златни влакна. Кога кралот ги видел товарите злато, задоволно рекол: Сега можеш да се ожениш со мојата керка. Туку, откаде ти е златово? Момчето му рекло дека покрај една голема река има злато место песок. Алчниот крал отишол кај човекот кој веслал во чамецот и го прашал: Ако да најдам злато, многу злато. Овој, кога го видел, му го дал магепсаното весло и го излажал: се што треба да направиш е да веслаш. Велат, кралот со години, многу години, долго веслал. За добрите добро, за лошите лошо. Тоа ми се допаѓа во сите приказни.